Кога бев тинејџер го читав многу Лавкрафт, многу. Тој ствари можеби прв автор што ми створи интерес за книжевност, принцип. Дали ја почна да ја гледаш серијата? Lovecraft County? Да, ја гледав и многу ми се свиѓа колку е чизи серијата. Онака имаат еден секој можен хорор троп го има у серијата, онака. И во исто време, онака, језиво ми е колку е лошо, ама и не може да прекинам да го гледам. Исто, јас све изгледав во следешен, ама онака те држи затоа што очекувам не читам ништо, знам за него. Добре. И онака си као од све опаѓа, значи имаш од расизам од овој период, све. Па тоа што серијата, единственото што има заедничко таа серија со Лавкрафт е името. Да. Пошто за разлика од серијата книгите му се полни со суптилен расизам. Нака, има, како се вика, имаше една песна, една поема, пошто они поезија пишува. Пишува хорор поезија и пишува ужасна поезија. Пример има песна што се вика создавањето на N-word. Да не го кажам на интернет. Ми е језиво, пошто можеби по дома го викаме зборот, ама ствари како се текне дека не е убав баш. Да, и Лавкрафт бил расист, уствари. И малку и од таму иде тој страв негов. Што секогаш е стравот од непознатото. И он не го познава црнецот, на него. Да, страф од таму доаѓа тоа. Вчера беше на Твитер актуелно, има некоја нова апликација да станеш црнец. И цел Твитер беше препон со What the fuck? Со ликови што стават слики се мисли да црнец. Политичката екстрада наша сите беа црнци. Да, сите беа црнци. Тоа нели е blackface? Не знам како сега. Тоа е виртуелен blackface. Не само да ги направат црни, него емоција си мутирани да го имаат тоа на црничкото. И физиономијата е Тоа е расистичка емоција. Тоа е екстремно расистичко. Тоа е blackface на интернет, вака. Мислам да го решиме тие проблем пред 100 години некако, не знам. Чудно. И да, он бил расист и малку ми е, пошто јас не сум бил никош тоа. Не дека не сум бил во таква средина, ма ете, сум пораснал на интернет, па не сум бил. Али он има поезија, например, и таа што не беше расистичка поезија, многу ми се допадна. Ми се допадна тоа што немаше многу кратко ми раскажа цела приказна. И ти остава простори тие да се ги створи сликите и ти дава мали, ми се допадна тоа што ти дава само мали знаци за што треба да замислиш и другото го прави умот. Добро, тоа ти даде убава инспирација. Ти во кој момент реши, цигаш, сакам јас да напишам, кои се тие мисли што, знаеш, си сакам да ги изразиш на лист харти, што е тоа што те инспирирало дополнително. Го разбираш прашањето? Да, го разбирам прашањето. Само не го знам одговорот. Мотивацијата што ти било, што ти рекаш, ова сакам да го кажам на лист харти, ова сакам да го чујат тие што би го слушнат. Да, те разбирам. Како се охрабри дополнително после сето тоа, да го искажеш на настани, да го чујат луѓето. Само сакам да имам нешто мое. Не знам, немав многу хобија тогаш што бев тинејџер. Немав хобија освен тоа да читам Лавкрафт и да слушам страшна музика, некако такво дете бев. И поезијата беше уште една инкарнација, уште една инстанција. Страшна музика мислиш метал рок? Па метал, не знам. Кога читаш Лавкрафт обично слушаш страшна музика за уште толку да се уплашиш. Добро, не, сите сме рокери во принцип што сме. Али од него преминав на некако директно скокнав на бит генерација поети и тоа вистински ме измотивира за поезија. Пошто претходно беше само хоби, некој уште пострашен начин да пишувам страшни приказни, дека е поезија и така, може појезива, поморничава атмосфера да створи. Али кога ги открив бит поетите, тогаш стварно ми се створи искрена желба да стварам поезија. Пошто видов како живеат они, онака и читав за нив цело време. Сакам да искусам тоа чувство на заедница што они го створиле. Да. Кој ти беше првото искуство со поезијата, каде го читаше прв пат? Настрани проекции? У Неготино, у кино како беше Ацо Мирчев, што го имам. Не памтам, али у кино Неготино, тогаш и сестра ми пишуваше поезија. Имав едно пријателче што пишуваше исто така поезија и пар други ликови нака. Пошто имаше у Неготино многу одамна книжевен клуб и одеа таму генерално женски одеа, имаше едно машко што препишуваше песни од нокаут и ги читаше на тие и кажуваше дека се негови за да собира женски. Знаеш, тоа беше неготинскиот книжевен клуб. И сестра ми ме мотивираше истото да го правам, па можеби она така имаше некој удел. И така она го организираше. Тоа читав јас, некои други луѓе, киното дојдоа бајџи луѓе, така беше доста интересно да видиш центра паžња некако. Доста кул. Со Скопје со астрални проекти како се запознав дека се одржуваат тука и во Дуња? Па дознав дека преку Исток, всушност, да, Исток прв го запознав.
памтам дека читав негови песни на окно уште кога бев тинејџер и ми беа многу интересни тоа што тотално дека читав и други македонски автори тогаш сакав да ги најдам, не знам, Тихомир Јанчевски го најдов Ѓоко, на пример исто Ана, сите што беа активни тој период и исто го најдов, па се запознавме у Скопје. Ана исто така сакам да ја повикам. Ана, да. Да, ама уште не ето дека помине недела, нареден викенд. Ќе ја покараме уште сега. Ана зашо поправа да зборе, дека не знам, више се праве, нака секаде. Многу е се присутно култура. Да, ако не, такви личности треба да имат промоција, да, такви треба да се експонираат во јавност. Да им се даде до значење на тие, зашто кај нас културата во Македонија се да не е влезам во политика, ама е на многу минус нула бага, и затоа и досадна и нема мотивација. А има луѓе што трира, тебе сега не те ласкам, ама се едно од подобрите што сум ги видел навистина и ти Јандре. Ете Андре како пример, сегде во Грани навистина снимаат твои зборови за неговата поезија и ти. За твоето прво дело сега беше во јули, ви кажа, така, промоцијата? Да. Што се работи книгата од прилика? Тие што не успеа да го видат тој момент? Не знам, опишав како виеш од раната младост. Некако мислам дека најточно е тоа. Зашто не се толку зрели песните колку што се копнежливи, исплашени и така. За тој меч од мечти. Ствари, песниве сите треба да создадат меч од мечти за некој вид на басмисел. За адолесцентниот јас да се заштите од тоа тој што му е страв. Јасно. Да. И многу од неготино има во самите песни. Всушност мала митологија се створи околу адолесценцијата во неготино. Кои се страшните делови, од кои ми било страв како дете, кои били убавите делови, кои били фантазиите што сум ги имал како дете. И многу од фантазиите од детство ствари ги земав и ги ставив во песни. Зашто и тоа беше некој процес. Многу често ги забораваме тие фантазии што сме ги имале како деца. А тоа се толку чисти некои замисли. Многу сакав да се вратам на тоа, да видам дали имало поезија таму. И стварно имаше. У таква просто невино размислување. Фантазирање, мечтање. Да. И како дете од секогаш бев мечталец. Да, јасно. Не бев присутен цело време во окружувањето, колку што си бев у И глава. успе да најдеш начин како тоа мечтање да го ставиш во лист хартија, Да, можеш да, и да го изведам надвор. Барав некоја вредност у себе си, тоа што не сум чувствувал дека сум имал, како и секој адолесцент. Имаше страв како ќе се одрази твојот израз од другите, како дали ќе најдеш на некој напад, навреди, било што, Па не, знаеш, никогаш не сум го имал тоа. Затоа и беше меч од мечите, пошто некога со тоа немав ни грам страх. Зборам генерално за поезијата, не да... Да, за поезијата, да. И за тоа, пошто не бев човек што е толку храбар, нели, стварите што ги прави, али поезијата така ми се чинеше како да е нешто што... Но тоа е храбар чин. Да, ама доаѓаше низ мене. И некако, и затоа немаше никакви пречки, пошто чувствував дека немам контрола на тоа што издава, само се случува. Како автоматски процес. Ми е интересен фактот тоа што спомнам, многу ме колку самата поезија и култура и книжевност зголемува самодовербата кај човека. Дури кај тие личности што можеби се затворени и се исплашени на моменти да комуницираат на некој стандарден социализиран начин кој што секој останат, им дава начин да се да бидат малку возвишени во тоа својот став, да најдат сосема друг начин да се изразат себе си, да се искажат. Мислам дека тоа е во секој чин на создавање. Не би било само тишувањето. Мислам, можеш на тинејџери да им дадеш да прават да бидат тишлери, мислам дека би го имале истото чувство. Тоа што на човек многу е како е зборот, охрабрувачки е да можеш да создаваш. Најдобра ми е поезијата кај што нема толку контрола. Затоа толку ми се допаѓаше бит генерацијата. Пошто кај нив не се сите дела добри. Не се, Гинзберг го обожавам, ама не ми се читаат сите негови ствари. Не е се добро. Yes. Ама низ тоа се случуваат прекрасни искрени моменти, онака. И тоа е тоа што ми се свиѓа во поезијата, што ствара без да се доприме ми ствара човечка конекција. Знаеш, го знам човекот во тој момент, пошто му се случил тој зен момент, ако може да се нарече така, кај што немало инхибиции, нели, а немало потребата за контрола. Не бил во модусот на имање, немал потреба да контролира нешто, туку само да каже.
Знаеш како што зборуваме сега, јас и ти, така и поезијата треба да се третира. Јасно. Со искреност, со желба да се даде нешто, знаеш. И кога даваш нешто од себе си, тоа е подарок за другите. Нема толку интерес за поезија. Мислам дека делумно се менјава тоа малку, еве, помлади деца од нас, овие што го водат култура бета култура, така беше? Добро. Овие Андреј Медич, Софија, ти го забравив, Тодоровска, можеби, да. Они одлични се. Скоро би сакал да си го сменат дизајнот на страницата, ама тоа што го прават е многу јако и многу имаат ентузијазам. И добри се, не се лоши, никој од нив не е лош. Дури одлична е таа поезија за дуџи од тие години, човече, феноменални се. Софија какви ствари пишува и колку е не денес поезија тоа, разбираш. Кога мислиме на денешна поезија, мислиме на поезија на Ѓоко, на Игор Исаковски, на пример. Како беше овој Игор Исаковски со преместен камен. Никола. Добро, не мора да се не ми текнува, али не е важно, услободен стих е замината поезијата скроз. И некој знае да биде да се кажуваат банални работи некако. Се бара поезијата сега, барем таа генерација ја барала поезијата у баналност во секојдневниот живот, што е убаво, нели, супер, ама можеби и треба малку да смени. Мислам и дека ни треба малку враќање кон некои други вредности. Затоа ние повеќе го сакаме, за нас е повеќе поетски херој Радован Павловски или Јацов Шупов, отколку што е Игор Исаковски или некои други од помодерните. Не знам зошто. Така, само сум преферирал песни како Павловски, пошто би сакал да сум надвор од градот. Не сакам да сум дома со поезијата. Мислам дека луѓето што ги прават постаните се сите одлични. Мислам еве Јуле го направи нели СПФ, го направија без поддршка од министерство. Некако се снајдо, не знам како, алал им вера, пошто фестивалот изгледаше како да е поддржан од министерство. Значи, одличен беше. Значи помина супер, имаше доволно луѓе колку што би очекувал нели на поетски настан, некои 30-40, не знам. Али многу добро се поминуваа луѓето и беше забавно онака и го гледам тој фестивал како шаблон што треба да ни служи за идните поетски фестивали. Значи не сме имале, не сум бил на поетски настан во Македонија што толку позитивен бил. Значи имаше и дружбата што следи со поезијата, имаше и добра поезија. Значи беа селективни кои го викаат. Имавме странски поети што дојдоа, што се случува обично само на струшки. А кога идиш на струшки е како да одиш на читање у Министерство за култура. Значи пластично некако изфорсирано. Знаеш, единствено кога уживам на струшки е кога сме на плажа со сите поети и си правиме муабет. И тоа е струшки, тука е цела срж на струшки. Се друго е безвезална бирократија, знаеш, го прават тоа пошто се уште има пари у струшки. А никој друг не профитира од струшки освен државата. Знаеш, поетите немаат пари од тоа, не ме плаќаат мене за да дојдам на струшки, ниту па на некој друг фестивал. Веројатно треба да се смене некој министерство. Не знам кој е министерство. Не следам многу политика за да го обвинам човекот директно. Чисто став, знаеш, не мора ние биме експерти по секоја тема. Ние си покажуваме наше лаичко мислење. Ти си, например, премногу навлезен во поезијата и мене ми е драго на мислење што ти благодарам што денес одби време да бидеш со нас. Чисто дискутираме твој став како Диме или како Борис, што е генерални став, зашто во принцип мислам дека сите смислуваме исто, ама тешко ни е да го скажеме тоа во јавност, зашто што дали од многу фактори што влијаат, за да не ги набројам. Тие што слушаат знаат на што мислам. Да. Мислам дека треба подостапна да стане поезијата, пошто не е. Значи за мене не беше достапна, мене ми стана достапна пошто упознав луѓе што се таму, со кои имав слични карактери, па така може да влезам во тие друштва и да станам дел, пример, од таа заедница, и да станам признат, пошто ако не бидеш дел од таа заедница или ако не си доволно добар, нема да бидеш препознаен. Многу јасно. Мислам дека треба да стане подостапна за луѓето. Наместо тоа ние ја правиме се поексклузивна и ексклузивна и има некој став на елитизам дори у нашето поетско друштво. Знаеш, и на други места ако одиш на поетски настани во Македонија, поетските настани се третираат како да се некои
огромен културен настан, разбираш, мислиш, идат академици од Оксфорд и го прават, значи такво некако претендираат. Сите настани многу претендираат. СПФ го немаше тоа, знаеш, пошто можеби дека има различни медиуми што ги покажува, не знам, или можеби е само моја лична импресија тоа, ама многу често настаните околу поезија што се организираат се такви, знаеш, како не знам како ти го пишам, да си бил у мал град на поетско читање у кино, че знаеш за што мислам. Знаеш, и тоа нашето прво читање пред 100 години исто така беше. Че пресериозно сите седат на место, па еден по еден се чита, па се најавуваат, па си кажуваат нешто за себе, онака, јас сум Трајко Трајковски, почнав да пишувам поезија кога бев 13 и ме тепаше татко ми, па морав да напишам книга за... Никој не му е гајле, брат, значи, само читај, после издружиш со луѓето, знаеш, не е битно, значи, никој... Стварно не е голема поезија, ти треба да прекинеме да се преправаме дека е голема работа. Значи, треба да препознаеме на кој ниво сме со поезијата и на кој ниво е признање на поезијата и оттама да почнеме да работиме. Наместо тоа, сите претендираат дека се богови од пишуваат поезија. А не се, знаеш. Многу сме небитни и у очите на државата и у очите на обичниот човек. И тотално е занемарен обичниот човек. Знаеш, ако е толку нешто тоа вредно, треба секој да го има. Ова е критичен став. Критички став. Добро, ти благодарам. Што да фатиме некоја друга тема доколку не бе, ако моментално имаш нешто замисла? Имам многу критики за поезија, брат, али највише ми е тоа проблемот со поезијата. И затоа многу луѓе, пример моите познаници и пријатели што не читаат поезија, не уживаат често на поетски настани. Многу ретко уживаат на тоа. Ако уживаат ми е премило, пошто тогаш знам дека профункционирала културата. Знаеш, треба секој да може да го ужива тоа. Те разбира. Некако не знам, ја пробуваат сега во Кокино имаше некој настан, не сум сигурен точно кој го организираше, али беше у склоп настана воедно имаше и музички настани, имаше и поезија, иако им дале само 15 минути, барем така ми кажа. И тоа е пример добар потек да се вклучи поетското читање, да почне да се гледа како секој друг настан за забава, ако ме разбираш. Значи, ако правиме, пример, некаков културен фестивал, тоа да де-факто да вклучува и поезија. Нели, ама за тоа да се случува почесто, мора да биде и поезијата малку по-интересна, да биде по-блиска до човекот. Јасно. Знаеш, да не се обидува да... Спростина на дебете, разбирам, многу. Да не дојдам, да не се преправа дека држи литургија поетот. Знаеш, да не биде причи, се изразам со англицизам. Ти бага... Така што мислам дека ние треба да се смениме пред да се смени било што у Министерство на култура и како они придонесуваат за развојот на културата. Пошто во моментов културава ја држиме ние. Црквата на културата тие 30 души што пишуваат. И толку. Знаеш, а тие 30 души сакаат да се тие 30 души. Знаеш, тука и себе се вклучувам. Значи не зборам јас од надвор, го зборам пошто сум внатре. Знаеш, и го гледам надвор како изгледа преку другите луѓе што не се во тој круг. И од многу луѓе сум чул дека се обесхрабруваат од пишување поезија поради тој факт. Поради тоа што кога создаваш нешто, особено ако е пишан збор или ако е уметност, имаш тој човек што го прави тоа има потреба и да биде дел од таа заедница. Знаеш, пошто го прави тоа да го сподели и да најде некој друг што би го разбрал на начин на кој што он го разбира. Значи сака да биде виден тој човек. И ако не може да биде виден, тогаш ќе почне да прави нешто друго, да пишува поезија, пошто невозможно му е да го оствари тоа што го сака со своето творење. Мора да бидеме поотворени за луѓето што сакаат да пишуваат. Имаме многу циничен став, мислам дека. И мојата генерација има циничен став. Знам дека јас сум бил циничен долго време кон тоа. И сега ми доаѓаат луѓе ми викаат како имаш ти храброст да излезиш и да читаш твоја поезија, да издадиш книга, нели ти е страв дека ќе те дознаат, знаеш. Значи средината им дала таква импресија на тие луѓе дека не само што е разголување, туку е и ризик, што е точно.
Тоа е точно дека е така, ама не треба Треба ние прашање пријатели. ние како искусни во тоа поле треба да им покажеме на другите дека е во ред да си гол. Јас. Нели, ако сакаш и не биде гол, евентуално ќе се разголиш, пошто го бара медиумно тоа од тебе. И мислам дека тоа треба да се смени. Така. И мене ме обесхрабрува искрено кога слушам тој младот, дека некој се обесхрабрил да прави нешто во кое што ужива, во кое што можеби не е толку добар, само поради тоа што некој му кажал дека не е доволно таа поезија. They worked. They were always on time. They were never late. They never spoke back when they were insulted. They worked. They never went on strike without permission. They never took days off that were not on the calendar. They worked 10 days a week and were only paid for 5. They worked, they worked, they worked and they died. They died broke. They died owing. They died never knowing what the front entrance of the First National City Bank looks like. Juan, Miguel, Milagro, Olga, Manuel, all died yesterday, today, and will die again tomorrow, passing their bill collectors on to the next of kin. All die waiting for the Garden of Eden to open up again under a new management. All die dreaming about America, waking them up in the middle of the night screaming, Mira, mira, your name is on the winning lottery ticket for $100,000. All die hating the grocery stores that sold them make-believe steak and bulletproof rice and beans. They are dead, and will not return from the dead until they stop neglecting the art of their dialogue for broken English lessons to impress the system who keeps them employed as lavaplatos, porters, messenger boys, factory workers, maids, stock clerks, shipping clerks, assistant mailroom assistant to the assistant lavaplatos, and automatic artificial smiling doorman for the lowest wages of the ages and rages when you demand a raise because it's against the company policies to promote spics. Here lies Juan, here lies Miguel, here lies Milagros, here lies Olga, here lies Manuel, who died yesterday, today, and will die again tomorrow, always broke, always owing, never knowing that they are beautiful people,